Обично одиме во живо, но ово утро имаме снимена емисија поради тоа што нашиот гостин е навистина зафатен во кампањата од рано наутро до навечер. Успеавме дури на 1 мај, кога сите слават, ние вечерта снимаме емисија која се емитува еве денес премиерно на 2 мај. Наш гостин ово утро Александар Николовски од ВМРО ДПМН. Добро утро или добро вечер? Па, не слушаат наутро, така да, добро утро. Поздрав на слушателите. Иначе точно е дека ја снимаме емисија доцна навечер, а мојата агенда е таква. Знаете, сум носител во 4-та изборна единица, географски големата изборна единица во Македонија, и ретко сум во Скопје, во главниот град, така што ова беше веројатно единствената можност да снимиме интервју, и затоа и не давам многу интервјуа периодов, ако сте забележале, затоа што логистички ми е тешко. Николовски од рано наутро. Главно давам изјави на терен и за локалните медиуми на вашите колеги. Да, извинете. Од рано наутро до доцна навечер сте на терен. Еве, моите сограѓани од Кавадарци ми рекоа дека нема мало Кавадарци каде што Николовски не отишол. Да, можам по имиња да ти ги бројам. Да, бевте веќе во Глишич? Тој Кумровец, нов македонски. Предвадена бе во Глишич, и наистина имавме прекрасна атмосфера. Иначе да, агентите почнуваат некаде околу 9 наутро, завршуваат на полноќ или во 1 час после полноќ. Тоа е секојдневната динамика. Ве следи конкуренцијата, како се они? Не, конкуренцијата главно се занимава со злоупотреба на здравствениот систем во Македонија. Во секоја општина во 4-та изборна единица има по еден јатак, по едно лице кое што го има задолжено да оди по луѓе и да ги прашува дали има здравствени проблеми, и ако има здравствени проблеми да им закаже преглед или не дај Боже нешто посериозно, и на тој начин го руши системот, затоа што да му закажат на некого со врски кој што е на пример од Демир Капија, некој кој што редовно чека да се прегледа на мој термин, а му е закажано од пред 3 месеци, дента џабе ќе оди во Скопје на клиника се прегледа, пошто овој со врски кој што го пуштил мојата конкуренција ќе биде прегледан, така што мојата конкуренција работи на дополнително уништување на здравствениот систем, кој што секако и Пепел го направи и во буквална смисла на зборот, додека беше министер. Не знам сега, треба, ние го поканивме и него, но до овој момент нема одговор. Едино ќарев се да дојде. Вашите колеги од неколку, не од неколку, повеќе медиуми, затоа што до први круг сега секна чешмата, затоа што нели изгубија драматично. До први круг плаќаше преку PR агенцијата рейтинг по 100 евра од напишан текст за него. И јас тоа го зборував во кампањата интензивно, не демантираше нити тој, нити PR агенцијата рейтинг, нити Никола Спасов, така што тоа беа трите адреси кои што ги посочив, а имам кредибилни сознанија дека беа платени по 100 евра од објавен текст за него, и тоа е кривично дело, затоа што се работи за нелегално финансирање на изборна кампања. Но по првиот круг, имајќи првите резултатите, секна и тие 100 евра, и некако, ако забележувате, сега воопшто го нема. Ево го нема ни по медиуми, ама не ни праќаат ни некои соопштенија со активности. Дали СДСМ крена раци Николовски по оној резултат во првиот круг? Па видете, и дали тоа може да донесе и да нема цензус во првиот круг, е да влеземе директно во тие жестоки прашања? Тие не официјално не повикуваат на бојкот, водат проформа некоја кампања, но суштински не гризат на терен. И да, тоа може да донесе до тоа да има неуспешни претседателски избори. Само за споредба, 2019 година ние во вториот круг беше поверојатно дека ќе изгубиме отколку дека ќе победиме на претседателски избори, па водевме најактивна кампања видена било кога, и тогаш ни беше истата кандидатка, професорката тогаш порасна за 60 кусур илјади гласа меѓу двата круга, значи не само што не бојкотиравме, туку нагоре отидовме. За разлика од овие кои што очигледно ќе одат надолу, но мислам дека е свесен македонскиот народ и дека ќе излезе во огромен број референдумски, и дека нема да успеат стратегиите на Али Ахмети за бојкот на претседателските избори и за внесување на Македонија во политичка криза. Толку е силен мотивот на македонскиот народ што ниедна стратегија на Али Ахмети за бојкот нема да успее. Но Николовски сега тоа што ми е жал тука е дека има неколку помали политички партии, односно кажано
македонскиот политички кампус кои што му слугуваат на Али Ахмети, свесно или несвесно, и кои што му прават услуга, но дури и со нивното слугување пак нема да успее на Али Ахмети тактиката и стратегијата. Ако видите, во првиот круг имаше 7 кандидати за председател, во вториот нормално влегуваат двајцата, нели, уставот. Од останатите 5 кандидати, еден беше провладин, тоа е Бујар Османи, односно Владин, и 4 беа проопозицијски. Овие 4 до денеска немаат поддржана Гордана Силјановска Давкова, што е нормалната работа ја направат ако се опозиција. Што значи дека или немаат елементарно чувство за државата, или се заслепени од сопствениот неуспех и тоа што не можат да си го признаат неуспехот, или свесно или несвесно работа за Дуи и за Али Ахмети, односно за власта. Четврто сценарио нема. Добро, ова е навистина жест, мислам, цврст коментар и базиран на факти, особено кога ќе видиме дека од дел од тие кандидати до овој момент продолжуваат нападите кон Гордана Силјановска Давкова и тие ја гледаат неа како да е практично апсолутно, и со тоа се постројуваат на иста линија со СДСМ и со ДУИ, и затоа и после избори ќе видат на иста линија со СДСМ и со ДУИ, а тоа е во длабока опозиција. Мислите тука на Левица и на Максим Димитриев? Да, мислам, затоа што се знае како изгледаат избори, завршуваат изборите. Не сте успеале да влезете во втор круг, максимум тренета велите го поддржувам кандидатот на опозицијата. Тоа што сте опозиција. А не доколку утре сонцето место во 6:35 изгрее во 6:25 и УВ индексот е 3, не е 8, би размислил дали ја поддржам, затоа што отплика така изговори и ми изгледаат. Но тоа е нивна одлука и мислам дека лошо ќе им се одрази, ќе и казнат граѓаните на парламентарни избори, затоа што не се глупави луѓето, не се наивни. Многу добро ги гледаат работите и мислам дека двете политички структури, па ако сакате и третата, овој Стефче Акимовски, кој што собра повеќе потписи од гласови што доби, ќе имаат помалце гласови отколку што имаа во први круг. Затоа што не се, повторувам, глупави луѓето, очекувам да имаат помалце гласови отколку што освоја во првиот круг за претседателски избори на парламентарните избори. Николовски, но нели говори ова за намален коалиционен капацитет на ВМРО ДПМН? Не, ова говори за, кажав, или самобендисаност, или фрустрација, или одработување за Али Ахмети. За тоа говори. И па со кој ќе правите вие влада утре? Ако сите одработуваат за Али Ахмети и за СДСМ, со кого ВМРО ДПМН ќе прави влада? Со македонскиот народ ние, затоа бараме 61 пратеник и ќе го добиеме. Сето ова оди во насока дека ВМРО ДПМН ќе има 61 пратеник или ќе е близко до 61 пратеник, што значи дека со нашите пријатели и партнери од сегашната албанска опозиција ќе имаме стабилна влада. Албанската опозиција досега ја поддржа Силјановска, како е таму? Па немаат формално излезено, да бидам искрен, ние од таму и не очекуваме, но очекуваме од ова што е македонски кампус да имаме поддршка од овие што се опозицијски кандидати. Ивица на темава? Немам ништо на темава, чекам ти да го завршиш тој првиот круг, потоа ќе влеземе во друго. Не, сериозно? Да. Се, обично имаш, нели, прашање на оваа тема токму поради тоа и те... Па не, тука само се согласувам со тебе, битен е коалициониот капацитет на ВМРО ДПМН, односно стожер на целата опозиција, лидерот најави мораториум на нападите кон остатокот од опозицијата. Останува ли тоа како принцип до крајот на кампањата? Останува се додека нема провокација од другата страна. И се додека не се постројат. И се додека не се постројат на иста страна со Али Ахметија, некако ми оди дека на таа страна се постројуваат. Дали исклучена секоја соработка со Али Ахмети? Со условиве Ерниов, Максим Димитриевски, излезе со за мене најглупата теза, ќе размислел дали ќе го поддржи ВМРО ДПМН. Големиот фактор. Доколку сме демонтирале дека имаме соработка со Зоран Заев, Венко Филипче, ние кажавме не само со овие двајци и со Димитар Ковачевски дека немаме. И ја демонтиравме и ја го нема сега 2 дена молчи, така? Или тоа му беше условот. Раде јасно, мислам, не вреди трошиме време за нив, ќе им покаже народот сега. Ќе да надолу со освоени гласови од тоа што освоија во првиот круг и тоа ќе е јасната порака.
А со Али Ахмети исклучена секаква соработка во било која варијанта, во било која форма, на било кој начин нема да има соработка со Али Ахмети. Затоа што постоеше една шпекулација, сега мора да влеземе дека наводно условот на ВМРО ДПМН бил да ги нема Бујар Османи и да го нема, како се викаше овој што играше фудбал? Артан Груби, тоа е спин кој што го пуштаат од Дуи. Добро. И двајцата нели нема да се пратеници, едниот се кандидираше за претседател, природно не можеше да се кандидира за пратеник, вториот не е воопшто на листа. Но таква работа нема, тоа е спин на Дуи. Ние сме многу сериозни дека Дуи ќе оди во опозиција. Јас сум свесен дека до првиот круг најголем дел од политичката елита во Македонија и дел од граѓаните мислеа дека ние блефираме и дека го правиме тоа за политички поени. Свесен сум дека во овој момент се уште има граѓани кои што мислат дека ние ова го правиме како политичка игра, но ние ова ќе го реализираме и нашата подршка после избори ќе расте, затоа што ќе видат луѓето дека си го држиме зборот, како што го одржавме зборот дека нема да има измени на уставот под бугарски диктати, немаше, и ако спиновите дека ќе имат буквално до последен ден на работа на собранието постоеа. Да, Цело ВМРО ќе гласаше, пола ВМРО 8, 6, 2, 1 и така натака. На крај никој пратеник од ВМРО да помоне не гласаше, истото и овдека. Јас сум свесен дека спинови за соработка со Али Ахмети ќе има до денот на гласање на владата во собранието, но ние остануваме на зборот и соработка со Али Ахмети нема да има, не знам пократко и подиректно. Добро, но доколку пропаднат председателските избори, ќе одиме на нови за 40 дена и ќе ја избереме тогаш Гордана и стратегија доколку успее планот на Али Ахмети. Тоа е уставот, тоа е тоа. Уставот така вика дека за 40 во Србија има еден ваков случај, па го менува уставот после. Видете, мислам ја дека треба да смени уставот. Ова е една одредба која што е недемократска, затоа што за вие да имате цензус за избор на председател во втор круг, друго е во прв. Кога има повеќе кандидати, па нели не би било добро да се дозволи некој со 20% да е избран, но за да имате цензус во втор круг, кај што се 1 на 1 двајца, во тој случај треба да е гласањето задолжително. И има такви држави. Најблизу пример ни е Грција. Во Грција е задолжително да народот гласа на избори, ако не гласа казна се плаќа. Ма нема цензус. И во тој случај е логично да поставувате таков цензус, затоа што задолжително луѓето гласат. Сега ако 60% луѓе теоретски се спремни казна да платат, тие ви покажуваат став и тоа е став. Но во услови каде што гласањето е доброволно, односно во системи како македонскиот, не е обврзан граѓанинот да гласа на избори, да вие барате цензус, едното не оди со другото и антидемократски. И затоа тука мора да се промени уставот и не смее да има никаков цензус за избор на председател на држава во втор круг кога има двајца кандидати, или обратно да го промениме уставот и да го направиме гласањето задолжително како во Грција. Тоа се двете варијанти што ги имаме на маса. Особено е проблематично ова решение и не знам со којум тогаш Фршковски, професорот Владо Поповски и останатите автори на уставот го ставиле во уставот заедно со Киро Глигоров као архитект на тој устав. Но вие да ставите вакво решение во етнички мешана држава, тоа ви е вовед во континентна криза. Добро, ама они не ја доживуваат тогаш како етнички мешана држава, почна да се доживува, сега да бидеме реални, како етнички мешана после 2001. До 2001 албанците беа малку така дискриминирани, гледани како дискриминирани беа, ама беа во државата и простата математика оди спротивно на ова што е напишано. Да. Она што го знаеме дека нема друго вакво решение во Европа и дека дека на времето сите во бивша Југославија го воведоа, па го тргаа, освен ние. Точно. Ние се мисля 5 мислења од Венецијанска комисија се тргне, ние уште ја бернеаме да го тргнеме. Па не се трга до сега затоа што на Дуи нема одговара, затоа што Али Ахмети сега се факторизира, во тој случај не би се факторизирал никако и реално ова е работа за што треба да менуваме устав, а не за бугари да ставиме. Николовски, знаете како сега доколку седнеме сега, ние тројца сме политиколози тука на еден или на друг начин и знаеме, нели, и науката политичка дефинирала и така натаму. Доколку се случи ваков бојкот, па и само да е Дуи, па и Дуи да е приклучен нели со СДСМ, најмногу во на парламентарните избори ќе изгуби СДСМ. Затоа што за СДСМ да дојде до еден подобар резултат од овие 180.000 кои ги освои Стево во првиот круг, ако сакаат да имаат повеќе,
нормално дека и Стево Пендаровски треба да има повеќе гласови сега во вториот круг. Така што, доколку се случи бойкот на било кој политички фактор, најмногу ќе губи Стево Пендаровски и СДСМ. И тоа е проста логика што зборувате. Но не гледам некоја тврда кампања и цврста кампања од страна на СДСМ. Ние гледаме дека тие практично немаат кампања. Единствената тврда кампања која што во моментов се води, ја води ДУИ, затоа што се во тешка паника, затоа што им треба многу куфери од типот на оној American Express кој што го извади Артан Груби од $330. Така што им треба многу такви куфери после формирањето на новата влада предводена од ВМРО да помане и затоа се вака панични. Знаете се, ако пропаднете, ако што велите ќе има нови, но СДСМ ќе има под 20 пратеници во тоа сценарij. Па да, СДСМ во моментот движи околу 22-3 пратеници. Тоа се проценки. Каков ќе биде вашиот однос кон идната опозиција, затоа што очигледни се бројките, сега дали ќе направите влада, треба тоа да видиме, но почна уште сега обвинителството поднесе кривична пријава кон 12 функционери на актуелната власт, меѓу кои високо позиционираниот во СДСМ Дарко Каевски, тука и Наумче Мојсовски побара времени мерки за нив, се спрема обвинение и ние имаме ситуација кога помеѓу двата круга обвинителството практично испраќа порака кон актуелната не го читам јас така, тоа е една теза на луѓе блиски на СДСМ, немаме ние ништо со таа работа. Во обвинителството поиќе... Но дали ви се додворува сега вас обвинителството? Не верувам, во обвинителството поиќе влијание има било кој ваш колега новинар отколку ВМРО да помане. Во моментов има 3000 луѓе кои што се под политички прогон, членови на ВМРО да помане. И знам дека кога се поднесуваја предистраги или обвиненија за овие 3000 луѓе, убаво им беше на нашите политички опоненти. Сега кога игра мечката во нивниот двор, нормално не им се допаѓа, но нашето влијание во обвинителството е нула. Тоа што планираме после избори да го направиме е да ги ослободиме судството и обвинителството на начин што ги распуштиме судскиот и обвинителскиот совет, за да можат таму честните луѓе работата, има над 90% се честни. Не планираме да се мешаме таму, не планираме некои лоши пракси од минатото да ги повторуваме, нити планираме лошите пракси од оваа власт да ги повторуваме. Едноставно планираме да ги оставиме да си работат двете институции и да даваат резултати. Николовски, имавте ли вие дуел со вашите против кандидати во четворката? Не, Филипче одби. Тоа е значи пајцава претенденти за лидер на СДСМ одбија дуели, сите други прифатија. Кои се претенденти се чека? Па Филипче и Оливер Спасовски. Еве по изборни единици додиме. Ковачевски имаше дуел со председателот на ВМРО да помане Мицкоски и како двајца лидери на две неголеми. И како носител со носител, да. Двајцата со носители во единицата. Оливер Спасовски одби дуел со Владо Мисајловски. Ова, како се каже, Сања Лукаревска, да. Забравам беше во тројка има дуел. Сања Лукаревска имаше дуел со Драган Ковачки. Во петка нели имаше на дамите дуел Бисера со Олга Лозановска. Шеска имаше дуел помеѓу Дафина и ова Славјанка. Единствено дуел немаше во двојка и во четворка, иако имавме покана од неколку релевантни медиуми и телевизии во државава, јас ги прифатив сите, но мојот против кандидат од СДСМ Филип Чевенко ги одби сите. И тоа е причината зашто немаме дуели. А зошто тој бега од дебата? Нели беше... Па веројатно нема одговор на прашања кои што ја ги поставувам интензивно, до денес не одговори на ниедно од прашањата кои што ги поставувам. И веројатно таму не можат од рейтинг да плаќаат по 100 евра за PR текст, пошто нема PR текст во дуел. Ако се сеќавам порано, некои портали... Сега, тие што е борбата таму? Борбата е нити во двојка, нити во четворка очекуваат да победат, туку мерат кој процентуално помалце ќе изгубел и тој кој што процентуално помалце ќе изгубел имал поеќе шанси да ја после тоа
председател на СДСМ. Со тоа се занимава. Само извини, Љупчо, да подсетиме на една работа. Тој што и процентуално и во број на апсолутни гласови највеќе изгуби во 2002 година, после стана лидер на партијата. Никола Груевски. Така што малку ми е нелогично. И не може да се ослободат од него. После не може да, време не може да. Значи и по број на гласови и по проценти највеќе изгуби. Сега така изгледа лидерската битка во СДСМ. На некои портали порано излегуваше една фотографија како пиете кафе со Венко Филипче во Александар Паулос, ако не се лажам. Не знам дали сте зборувале за ова претходно. Зборував. Дента кој излезе, таа фотографија беше пратена до медиумите од една од двете разузнавачки агенции во Македонија. Беше пратена на 5 минути пред моје интервју на Канал 5. Интервјуто беше во вторник, а фотографијата беше сликана во сабота, што значи дека наменски беше пратена. Причината зашто беше пратена, сака да ми пратат поздрав, затоа што јас интензивно зборував дека и јас и моето семејство, како и председателот на партијата Мицкоски, сме под континуирано физичко следење, нелегално, од страна на една од двете агенции, безбедносни агенции во Македонија. Иначе, средбата е од сосем случаен карактер. Во тој момент Филипче беше само доктор, беше пензиониран од политика и културно, како ви кажам, ние сепак сме луѓе од јавниот живот, се поздравивме, седнавме, разменевме 5 минути разговор, да кажам, беше поврзан со здравствени прашања. Не би одел чекор напред затоа што приватни работи. Да не нарушувам. Разменивме мислење на таа тема, секој продолжи по својот пат и тоа се правиа милиарда приказни. Од тоа се направи дека народно вие сте скриена коалиција со Ама да бевме скриена коалиција, валјда немаше вака жестока се студираме во четвртата изборна единица. Некој вела дека Филипче е всушност на листата сам. Ако сакате теорија на заговорот, тоа може да се направи, ама некако не лепи, да. Теориите на заговор се приемчиви кај луѓето затоа што може буквално секако да се свртат. Така. Но еве сега постои една теза дека Венко Филипче е носител во изборна единица 4 и воопшто е на листата на СДСМ од две причини. Прва, за да не може кривично да одговара како иден пратеник, мада на сите им ги одземаат тие лесно. И Крсто Муковски беше пратеник, па не му смени тоа ништо. Но втората причина која вреди да се размисли е за Зоран Заев да има пратеници со кој во иднина би можел да се пазари со ВМРО ДПМН. Таа е тезата на Максим Димитриевски, од таму е пласирана. Тоа е поголема глупост, ја немам слушнато. И еве председателот на партијата Христијан Мицкоски вчера го демантираше тоа. Од митинзите кои што ги имавме вчера во Конче Радовиш и Струмица, јасно кажа дека таква работа нема. Што не ја поддржат сега Силјановска Давкова, пошто тоа им беше условот. Да, не видовме. Добро, има уште неколку дена до изборите, можеби ќе се случи викендот, можеби пред изборниот круг, еве да им оставите простор. Ајде, да видим. Одиме се Јас на... би им оставил простор, да. Да. Добро, Ивица и на Ванковска би оставил, можеби. Зашо да не? Има нека цветаат 1000 цветови. Против Силјановски има само цветаат денес. Ајде да Не знам како. Соочување со шокот поминал низ 4 фази. И покрај тоа што Ванковска од засега не разјаснети причини ме блокираше од Facebook, се уште можам да ја пратам. Јас не сум блокиран. Одиме, ќе дојдеш и јас сум само исклучен пријател. Може да направите лажен профил. Не, имам ја официјалниот на Радио Лидер преку тој. Јас за жал сум исклучен од пријатели, но тоа е тоа. Секој си ги бира пријатели, бира друштво. Со лажен профил секогаш можете да следите или Љупче како тоа традиција ти си се во така сериозна семена земница со сопругата на земнички профил и тоа е тоа не може да се... ние имаме официјален на Радио Лидер профил, па преку тој ја следиме господјата Ванковска, така што све вас видим, одиме со кратка пауза за реклами, по која се враќаме во вториот дел од емисијата. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер. Николушки албанските медиуми вчера излегува со шпекулација дека во наводната коалиција на ВМРО ДПМН е Совлен Изет Меджити ќе биде министер за внатрешни работи. А на тоа Али Ахмети иронично одговори дека ќе се чувствува безбеден. Видете, прво треба завршат изборите, па седнеме да разговараме, па да ги поделиме ресорите. За нас
не е приоритет кој кај ќе биде, туку е приоритет каква програма ќе договориме. А тука да бидам директен, ако постигнеме резултатот што го очекуваме, услов ќе биде да се прифати нашата програма, платформа 1198, и истата да се реализира така што кадровски шпекулации не би навлегувал во моментот. Дури ни за тоа, за амбиции за каква функција имате вие, сепак сте подпредседател на ВМРО. Ќе бидам директен, може верувате, може не верувате, но секогаш јас зборувам отворено. Јас сум подпредседател на партијата, се сметам за најблизок соработник на председателот на партијата Мицкоски. Што со години ве се покажува дека сте? До денес ние не сме разговарале за кадровски решенија, односно кај би бил јас после победата на изборите. Знам дека звучи неверно, но ја ви ја кажувам вистината. Фокусирани сме на тоа што е следна цел и така ја реформиравме партијата. Ние кога ја зедовме партијата крај на 2017, почеток на 2018 година, партијата беше уништена, меѓународно изолирана, дома стигматизирана, со блокирана сметка, без никакви средства, пратеничка група надвор од собрание, замрзнат имот и така натака. Ја донесовме во ситуација не да прашува било кој дали ќе победи, туку колку ќе победи. Начинот на кој што работиме е чекор по чекор и секогаш се фокусираме на следната цел и не правиме планови 10 чекори нанапред. Првата цел ни беше првиот круг на претседателски избори, помина одлично. Втората цел сега ни е вториот круг на претседателски избори и парламентарни избори, да избереме претседател и да имаме најмногу претеници за ВМРО-ДПМН. Трета цел после тоа ќе биде договарање на влада и дури четврта цел после тоа се кадровските решенија. Вие бевте и претходниот пат носител во изборна единица 4, но овој пат во првиот круг успеавте да победите во Струмица. Да. И дури во Муртино имам информација дека сте победили. И во Муртино и на улица Младинска кај што гласа Заев. Значи победивме и во Струмица, и во Муртино кај што е попотекло, и на избирачкото место кај што гласа Заев. Ова беше Владко Ѓорчев момент на Заев учесник ли е во кампањата? Дали Заев учесник е, нели ги поддржа, не, после отиде во Вашингтон, ги поддржа и јавно на терен, сериозно работеше. Јас, видете, но Трајче Заев не е тука, он се селил во Австралија. Отидов во па мислам дека кај нас нели се прават грешки со држави, не Австралија, Австрија е и веќе е исерен. Еве, ексклузивно во Виена. Но се вратам на суштината. Јас 2020 година отидов во четврката за да удрам во чело на криминалот и корупцијата. Тоа што ја кажав дека нити од Струмица, нити од Прилеп сум, нити од Кавадарци, нити од Гевгелија, туку одам за таа работа. Најнормалната работа беше после 4 години да отидам пак кај тие луѓе, затоа што ми дадоа доверба, бев пратеник 4 години, да повторно ја поварам довербата. И сега пропагандата на СДСМ само овој не е од тука, што бара тука за носите. Дорани Филипче не е од таму. Тоа е мада има муабет дека он е зет таму, значи, тоа е најглупавата кампања која што се води на овие избори и затоа ја имам најдобар резултат, затоа што противникот води најглупава кампања воопшто видена, а води најглупава кампања затоа што нема што да кажат за мене. 20 години јас сум во оваа работа, една афера немам. Они за 20 дена 10 афери продуцираат. Сега се вратам на суштината. Победата во Струмица ми е најдрагата победа воопшто во занимањето со политика. Јас сум имал многу победи во занимањето со политика, сега го сум имал и порази, тоа е природно, но оваа победа ми е најдрага, ми значи многу, затоа што покажавме дека свеста за промени е присутна во секој дел од државата, вклучувајќи и во она што беше осило на криминал и корупција претходно во Македонија. И да бидам искрен, малце и може да ќе звучи и претенциозно, првата работа што ја направив во четвртокот после изборите, влегов во кола и отидов во Струмица да се прошетаме по чаршија со партиските активисти, да пиеме кафе на неколку места, да се видиме со луѓето. Така што наистина бев многу среќен за таа работа и ја доживам доста лично, доста емотивно. Задоволен сум многу. Вчера имавме прекрасен митинг во односно не случајот чителите на втори, завчера, значи на 30 имавме прекрасен митинг во Струмица, огромна енергија и еве да најавам од тука, во првиот круг разликата беше 2800 гласа, во вториот круг и за претседателски и за парламентарни ќе е поголема од
2800 гласа. Околу вашите успеси сега мора да ви забележиме. Вие сте 20 години во политика, дојдовте, ве видовме пред нашето студио со Шкода. Венко Филипче е многу пократко од вас во политика, но сега се поднови со Ауди од 130, 140, поеќе. може Q8 RS, Q8, само да. и уште неколку букви. тоа околу 200.000 Не се евра разбирам. чини. Не Значи се сега да разбирам не во... претерам, ама десетина пати поскап автомобил има од вас. Ја не се разбирам во автомобили, но ми кажа луѓе кои што се разбираат дека секоја буква таму плюс чинела меѓу 10 и 20.000 евра. Значи кога викате Ауди и сега почнувате и секоја тоа таму плюс чинело 10 до 20.000 евра но плюс види во се, смисла дека има кој е поеќе опрема, појак мотор и Човекот така има натаму. 10 пати поскала кола од вашата сега. Е па таков успех ја не сакам, затоа што јас провизии за вакцини кои што не стигаат во Македонија, поради кои што после тоа луѓе умираат, не земам. Јас сум во... Јас Да. провизии од Ставри, од Хонг Конг за вакцини кои што никогаш нема да стигнат во Македонија, не земам. Ја не приватизирам стерилизација како ни една друга држава во светот, освен Албанија. Јас не набавувам апаратура на сомнителни тендери и јас не притискам собственици на приватни болници да ги продаваат за џабе тие болници на бизнисмени од Албанија. Некој друг го прави тоа и затоа ја возам Шкода, а другиот вози Ауди Q8, но на све доаѓа крајот и за све има одговорност. Кивите нешто околу автомобили, бе. Па не се разбира, јас сум во тој клуб. Иако, ако се гледаме како семејства, моето семејство цел живот се занимава со приватен бизнис, цел живот само го вади лебот и ако испоредиме со семејствата, мислам дека за неколку скали побогато од семејството на мојот против кандидат. Добро, Но пак не можеме да си дозволиме и таков татко му автомобил. беше министер, исто со пар скандали. Добро, Бенздон Така скандали, што- да. Знаеме што е... Ја во моето семејство немам ни една дамка на ни еден член на моето семејство и едно прашање кое што не ми го одговорија ни Венко Филипче, ни Стево Пендаровски до денес. Стево, кој што е обсесиран со мене, не знам зашто, ја нити кандидат за претседател сум, нити имав намера, нити имам намера, ама добро, има обсесија човекот со мене. Можеме да претпоставам зашто, но не знам зашто, ќе го прашам некојаш кога ќе го видам. Во еден свој настап, во наплив на нервоза, рече дека да не била политиката, јас лептија сум немал да јадам. Тоа е прилично навредливо, особено за луѓе кои што држат до себе. Ја на тоа одговорив дека јас работам од мојата 14-та година и наместо тоа да го пофалат, почнеа кампања да ми водат по социјални мрежи во Македонија за старите комунисти. Знам дека е срамота да се работи, затоа што кај нив нели правилото беше стави се на фотелја за да не работиш, клати врата, зема и плата, но ја не сум воспитан така и да, јас сум гор што работам од мојата 14-та година, помага во семејните бизниси пред да влезам во политика. И јас во истиот тој јавен настап реков дека од моето семејство и потесно и пошироко, а тоа значи дека моето семејство, семејството на мојата сопруга и семејството на сопругата на мојот брат нема ни еден вработен во јавна администрација. Нула. Значи, сите сами си го вадат левот и сами заработуваат плата и плаќаат во буџетот за готовани ко Стево Пендаровски да земаат плата. Ги прашав и Стево Пендаровски и Филипче дали можат да наборат по еден од нивните семејства што не е вработен во јавна администрација. Значи, и од потесно и од пошироко семејство, тоа ви се цирка 10 до 20 луѓе, зависи колкави се семејствата, дали можат по еден да наборат кој што не е буџетар. И еве до денес не одговорија, а не одговараат затоа што таков нема. Затоа што кај нив тоа се готовански семејства, тоа се семејства кои што проложија после комунизмот, мислат дека државава е нивна, мислат дека нив ги следува плебсот, народот да работи за тие да уживаат. Тоа се менува, го видовме сега на избориве, со разлика поголема од вкупниот број на гласови што ги освои Стево Пендаровски, на тоа доаѓа крај и народот се освестува и ги гледа реално работите. И да ги поздравам следен пат кој ќе сакаат да се удрат со мене, да се спремат добро. Ивица, ајде бројки малку да збориме сега, пошто доаѓа наредната среда се имаме помалку од недела до изборите. За една недела се изборите. Дали ВМРО ДПМН... Па не, види се, ако би бил политички консултант и ако треба, нели, да дадам безпари совети, тоа што ја ти го правим постојано, така? На седа сам ќе ми речем не трошите пари за џаб. Не, туку вака се, на ВМРО ДПМН ќе го посоветувам да се фокусира на четворката, затоа што
се многу близко до 13-тиот пратеник. Не, точно. И да се затоа што еве на ВМРО Советот ќе биде тројката и четворката ги форсираат, посебно четворката, каде што се многу близко до 13-тиот. Историски кој ви е највисок резултат у пратеници? Каде? Во четврка. Во четврка најмногу 12 сме имали до сега. Да. Тој резултат сега објективно е да се очекува? И Па го има. на одмор ја да отидам, сега го имаме. Сега работиме за нешто поети од. За уште еден двајца. Да. Мислите дека овој пат, за прв пат по доаѓањето на Христијан Мицкоски и новото раководство на ВМРО ДПМН имате шанси да надмините 400.000 гласови? Да. Мислам дека реално се очекува. На парламентарните избори сме над 400.000 гласа и видите, треба да видите и квалитетот на бројката. Прво, тоа е резултат освоен од опозиција. Да. Второ, од најтешка опозиција било која политичка структура што е имала во историја И на трето, држава. на иселена држава. Точно, и трето на различен попис. Значи ние до овој попис мислевме дека имаме 2.100.000 жители, овој попис ни покажа дека имаме 1.800.000. Сега друго е вие на 1.800.000 жители, кои што нормално се до 18 години и немаат право на глас, да освојувате 400 и кусур илјади, друго е на 2.100.000 да освојувате 400 и кусур илјади. Квалитетот на бројката е многу различен. Во однос на претседателскиот кандидат? Мислам дека Гордана ќе оди над 450.000 гласа. Значи, Гордана би имала повеќе затоа што нормално ќе има луѓе кои ќе гласат за... Затоа што мислам дека гласачите кои што гласаја за дел кандидати кои што мислеа дека се опозицијски, се свестуваат сега дека тие се лажни опозицијски кандидати и сега ќе се гласаат за правиот опозицијски кандидат, а тоа е Гордана Силјановска-Давкова. Објективно високи очекувања затоа што сепак освоивте 363.000 во првиот круг. Се малку ова е Не многу промашува. близко до резултатот на Силјановска од вториот круг во 2019 кога таа зема 370.000 гласа. Да, таа порасна, не, тогаш зема 385. 385. Да, 60.000 гласа порасна меѓу двата Да, круга. добро. Меѓутоа далеку над резултатот што го зема во првиот круг пред 5 години. Да, Низниот резултат. во прв круг беше 320 Да. 23 нешто, 324 да заокружиме. Втор круг беше скоро 385. А Стево магично нели излезе овој со златниот Ролекс. После што ја прогласи короната за умрена, го подржа и порасна 120-30 гласа. Овој пат го има тоа од верските заедници, го гледате. Па не го гледам затоа што толку е голема разликата е невозможно, но ако ми дозволите, Дуи го прави тоа и го злоупотребува. Мислам дека има една работа која што слабо е коментирана, особено во Баш тоа условно кажано овој македонски кампус и христијански кампус, ако можеме така да Дуи речеме. прави зелена коалиција, исламска коалиција. Тоа е факт. Носител на Дуи во една од изборните единици е свештеник, исламски свештеник. Тоа не го прави дури ни Реджеп Тајип Ердоган во Турција. Значи, овие кои што продаваат демократија, западни вредности, НАТО, Оџе европско и имаат така натаму. носител? Да, во Во тројката. Во третата изборна единица. Како ќе го прокоментирате овој од друг сегмент? Дуи од една страна вели ние сме за интеграција, за целосна еманципација на државата, за еднаквост помеѓу сите етнички и религиски групи, но од друга Се страна, додека врват тендерите но од во друга јавно добро страна, пријатија за државни патишта. видовме дека во нивниот европски фронт тие примија партии на турци, на роми, на бошњаци. Ама чекај да видиме Се- кои се тие партии и квалитетот Ама на не, тие партии. друго Се е работи што- за партии кои што не ги представуваат во мнозинство ни една од тие три заедници, а чии што лидери се криминогени. И тоа што таму ги спојува е криминал и корупција. Да не забораваме дека има и други партии Но, таму кои што ако се тие мултиетнички, требаше, не знам, на Хрвати, еве, На Срби не Срби, сакаат. Хрвати Не, се кај не, нас. не може да не сакаат, што? На власи, И кои се и православни. властите се кај нас, и турците се кај нас, и бошњаците се кај нас, и ромите се кај нас. Ние имаме најголема коалиција, спорувам најрелевантните представници. Но имаше Бујар Османи во четворка, имаше не толку многу гласови. 1200 гласа, за кои што имаме сериозни сознанија дека се добиени по пат на притисоци, закани, уцени и плаќење, и за тоа ќе повикаме правителството да истражи по завршување на изборите. Во овие средини каде што живеат луѓе од исламска вероисповеда. Четворката, да.
главно се гледа по избирачки места, многу е јасно. Ромски претпоставувам. Уште слика фали, исто као тендери која места за Евровија, уште слика да што не ја ставаат таму на тендерот, на исти начин се и овие гласови. Мислите ли дека по крајот на нови избори, доколку дој не е дел од наредната власт, може во таа партија да почнат одредени реформи? Не знам, да бидам искрен, не ме не интересира, тоа си е нивна работа, што сакаат нека прават, само знам дека во влада нема да биде. Максим Димитриевски, кога беше овде и кога го прашавме за коалиција со СДСМ, слично и носителот на изборна единица 3 таму, рече ние никогаш не би коалицирале со СДСМ со вакво раководство. Значи не одби коалиција со СДСМ, вели со вакво раководство. Па веројатно ако тоа е раководство на СДСМ, тоаш би коалицирале, затоа што верувате нели дека он може така да сврти Па на да, крај? јасно е дека неговата желба е таа да стане претседател на СДСМ. Да ги спои своите гласови со гласовите на СДСМ. Затоа ако тоа го прават, тоа е навистина политички интелигентно, мора да признаеме. Па ако е провидно, тоаш не е политички интелигентно. Провидно е завасно. Да видиме гласачите како ќе реагираат на тоа. Ќе видиме овие избориве се за една недела. Дали влезе ВМРО ДПМН во гласачко тело каде што досега не било присутно? Да. Каде? Особено сме сретни за Во центар. Да, за урбаните центри и не само тоа, него јас прилично детално анализирам, работам избори со многу наука, користам софтвереве, да кажам, во мојата изборна единица за насочување на енергија, на ресурси, на луѓе, на активности. И тоа што ме радува е дека за прв пат ВМРО ДПМН е убедлив победник во најурбаните средини. Затоа што и секоја општина која видите има урбано јадро, имате чаршија и имате Да не ви од некој израелски средини. консултант тој софтверот даден се. Не, од домашни наши паметни луѓе, членови на ВМРО ДПМН, каде да поздравам и моите соработници, но прв пат гледам дека ВМРО ДПМН во таа условно кажано урбана чаршинска средина победува убедливо. Видовме дека СДСМ имаше израелски консултант, ама некако не им заврши работа. Да, нели јас Ние изразив таа афера ексклузивно во го- јавност. А, Јас од околу, па после тоа вие директно го кажавте. ние го најдовме кој е. Да. Ние за пари не знаеме колку зема, може би вие знаете подобро и сега дали ќе му бара да им ги врати како и да тие работи. Па договор не видовме. Во Државниот завод за ревизија исто така договор не е пријавен, што е законска обврска, што значи дека моите сознанија дека таму е плаќање со кеш, црни пари обезбедени преку Рек Битола и белорускиот конзул Борче Марковски се вистините. Но не видовме резултат. Знаете, Па, видите, обично велат Едно е ќе да се дојдат. дадат пари, друго е да се види. Знаете, ние не видовме резултат. Видовме, имам еден коментар од слушател, вчера баш ми го испрати на Facebook, вели, ве следам секој ден наутро, некогаш вика и навечер, одлични сте, но имам едно прашање. Ги гледам рекламиве на ВМРО и на СДСМ. Не ми е јасно како партија во опозиција има толку убаво смислени реклами, а партија на власт реклами како некој седмооделенец да ги смислувал. Прашањето ми е, немаат пари за реклами, не знам вика колку се троши, како Сега ќе иде ви таа кажам, работа, или решиле да се крадат од самите себе си. Нашите реклами се далеку поевтини од тие на СДСМ. И видите и зашто Но е како продукции ти изгледаат многу поквалитетно сега. затоа што ние тие реклами ги правиме со собствени ресурси, односно креативата е од луѓе од ВМРО ДПМН кои што тоа прават волонтерски и со скромните услови кои што ги имаме во рамки на нашиот центар за комуникација ги снимаме овие реклами со многу минимална надворешна подршка. Сега сам ангажираше пиар агенции од плюс од овој израелецов, од Србија, од Хрватска кои што им ги снимаја. И очигледно тие луѓе имаат различна визија за кампањата и изгледа како што Не, изгледа нашиот кампања. слушател вели дали Да решиле не- можеби да крадат да не од самите вулгаризирам. себе си, вика, Можеби. да перат пари затоа што рекламите им не им Можеби. се добри. Можеби. Или пак некој ги закрпил, вика, филно ги излажал. Ама па Можно не и се тоа. мали сега луѓе со... Тоа треба сега само да одговори. Значи, Јас кажав како е кај нас. вие сами си ги Да. правите рекламите. Со минимална надворешна подршка.
Ова ми беше досега незналица. Ја мислев дека имате ангажирано некоја сериозна куќа. Немаме пари за таква работа. И во аудио рекламите, овие видео, па и за председателската кампања. Ја сега видите ги двата спота мои, таму статисти се активисти на ВМРО, да помене со мене Антонио Милошовски, кој што е број 2 во мојата изборна единица, со мене Ели Панова, која што е број 3 во мојата изборна единица. Тоа е, ние не плаќаме глумци да ни глумат по спотовите. Обично кај нас, сега, вие сте политичар, ова не би го кажале за народот. Цел театар го имаше викнато за едно шетање по Стара Чаршија за кафе пиење. Таму нема глумец од театар кој што не е тоа. Пошта. Па и Ристо Вртев и песни од Архангел и така натаму. Николушки, вие ова не би го кажале, политичар сте нормално, но кај нас знаеме дека народот има и одредени, како да кажам, клиентелистички димензии. Дали по победата во првиот круг имате наплив на нови членови во ВМРО? На нови членови од техничка причина не, затоа што правилото во ВМРО да помане е дека кога почнува изборна кампања не се примаат членови. Кој дошол? Да, но имаме наплив на подржувачи, дел секако и со клиентелистички очекувања, ние сме сосем свесни и реални. Мислам дека нив ќе ги разочараме. Но тоа е тоа, нека видат. Ке престане ли ВМРО конечно со партиските вработувања во македонската администрација, затоа што да, тоа е едно од намерите. Ние постојано гледаме дека гледате, ние бараме нели укинување на овие фамозни балансер и како и да се викаат сете останато за партиски вработувања, така што да, тоа е намерето. Ивица, околу програмата неколку прашања серија да поставиме. И видите, тука е лесно затоа што секогаш се трга од врвото. Председателот на партијата нема никого за вработување од семејството. Јас кажав, немам никого. Уште неколку најблиски немаат, кога врвот вели не, надолу лесно се пренесуваат. Ве држиме за збор, ке видиме. Времето ќе покаже. СДСМ првите скандали им беше баш по тоа, сите поитаа децата да си ги запослат у МЕПСО. Еден од првите скандали по доаѓањето на власт беше у МЕПСО кој све се вработил. Кај нас тоа нема го видите. Кој е албанскиот партнер на ВМРО? Но? Албанскиот партнер на ВМРО е уште еднаш. Овие албанска опозиција кои што се нарекуваат Влен, Вреди, како и да се преведува тоа. Тоа е завршена работа. Да. Добро. Тоа е тоа. Програмата не Швивица? Па не околу програмата имам. Тоа е важно сега. Тон прашање имам, ама тоа веројатно за следно интервју, кое ќе треба да реализираме. Кој ќе треба да реализирате. Интересно беше името. Мене најдраг проект од сите, еве да кажам, ми е проектот Купи куќа или изради куќа за млади. Не знам дали забележа како изгледа, пошто јас сум млад. Гласачите порано имаше Купи куќа, купи стан, сега тој делов стан фали, е само Купи куќа. Затоа што мислиме дека овој процес на создавање на град држава во Македонија треба запрека, што цела држава доаѓа во Скопје, се празни државата и сите доаѓаат во Скопје, па Скопје после не може да го издржи напливот, па од Скопје се селат надвор од државата. Зашто ова што е во Скопје не здраво, не може 3000 евра квадрат да е за стан. Никогаш млад брачен пар нема да може да си дозволи стан да купи. Така што планираме тоа малце да го релаксираме и затоа е проектот само насочен кон куќи. Тоа ќе значи развој на многу средини надвор од Скопје. Тоа ќе значи во Скопје развој исто така на А каква ќе биде помошта што ќе давате? До пола за изградба или за купување на куќа од вредност, до половина од вредност. Тоа е голема субвенција. Ќе има и типизирани населби каде што и земјата ќе е бесплатна. Тоа ќе дополнително. Имаше еден неславен пример, претходната влада на ВМРО ја направи она населба јака, но во меѓувреме дојде СДСМ на власт. Таа не е во програма, затоа што ја блокира и таму веќе градоначалникот изработи канализација и водовод, тоа се заврши, сега треба да се уреди партерно, улиците да се направат и така натака и атмосферска канализација после тоа. Така што таа не е дел од програмата во соработка со општина Илинден да ја доврши. А пред некој ден на Офнет излезе многу интересен наслов, колку не кошта колку не чинат незавршените проекти од Скопје 2014.
околу ние ругла во центарот на Скопје кои што се недовршени. Зградата на ЕСМ, зградата Да, тоа Пелагонија. треба да се заврши срамота. И најважното на Финки. Па само Тоа ни не го беше зема во зборот. Скопје 2014, но да, треба апсолутно Тоа е, мора да се заврши. Ќе се завршат ти? Да, да, да. Добро. Од моментот кога СДСМ И дојде на Охрид Кичево власт, ќе се заврши автопатот и Прилеп-Градско ќе се заврши. Со ова темпо или со малце? А Прилеп-Градско до 2026 крај двете фази, третата затоа што воопшто нема тендерирано овие, сега ние го знаеме. Веројатно крокодили ќе издегуваат по институции. Третата фаза ќе е до 2027 крај, а Охрид Кичево до крај на 2026. Цел. 2026-та. Да. Тука може да ве држиме за збор, така? По напишено на програмата, едното и другото и третото. Добро. Николовски ви благодариме. Добро, беше задоволство, Имавме поздрав на малку сите време за што овој не делот слушаат. со програмата, но И има да замолам време. да не се лутат вашите колеги, бројни покани имав, најголем дел ги одбивав заради теренски активности. Мислам дека ова ќе ми е последно интервју на Централен медиум, па се гледаме после избори. Ви благодариме и вас. Добро. Им се извинувам и јас на колегите, очигледно не биле доволно досадни како мене за да стигнат до интервју. Почитувани слушатели, останете со 98,1, уживајте во денот. Кој знае, утре може би ќе прифати и Венко Филипче да дојде во нашето студио, па да продискутираме и со него, а бога ми и таму имаме многу што да зборуваме и крај крајева он и побрзо ќе стигне, затоа што со таа кола навистина брзо ќе може да не најде, има и навигација, ќе му пратиме и локација, се комплет, само нека дојде и нека седне на жешкото столче на радио. Љупче, морам на крај. Да. Знаеш ли кога бевме млади, како беше, не за Ауди, за БМВ, ама слишни се рекламата, како се вози БМВ. Како? Пополека за сите да те видат. Што не знам колку брзо ќе стигне. Старвице, Па Старвица добро, од време. сега ние овде имаме више Ние шкоди што возиме вака брзо. заживува нашето мало, така што ќе го видат овде Благодарам уште навистина нешто многу. покажете. Да. Ви благодарам Николовски. Тоа е се почитувани слушатели, поздрав и до вас.